Добре дојдовте во процес. Легализација на канабисот, да или не? Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка и Сдруженијето на млади кривичари организираат трибина на оваа тема. Јанаки Митровски, адвокат и еден од основачите на Билка, е тука со мене во студиото. Благодарам на поканата. Добре дојдовте. Добро ме најдов. Адвокати, суди, професори, обвинители ќе расправаат за легализација на канабисот. Да или не? Значи, ќе го изнесат својот став. Од каде е оваа идеја да поканите ваков состав на говорници? Па оваа идеја потекнува од мене лично, од причина што сметав дека треба да вклучиме од сите оние сегменти кои учествуваат во правораздавањето во Република Македонија. Значи, почнувајќи од адвокати, преку обвинители, суди и оние кои ги прават законите, односно професори по право. Мора да ви признам дека бев малку песимист дека ќе успеам да обезбедам судија и обвинител. На мое големо задоволство се покажа сосем спротивното и успеавме да обезбедиме за мене одлична екипа. Одлична екипа, тука е судијата Владимир Туфејџиќ, јавната обвинителка Ленча Ристовска, професорите Александра Дејановска, Драгана Кипријановска и Никола Тупанчевски. Никола Тупанчевски ќе одржи поздравен говор како претседател на Сдружение на млади кривичари и модератор на дебатата ќе биде Огнен Јаневски, за него не треба нели посебно представување. Очекувате ли да тие кажат свој став? Свој личен став или само од научен и правен аспект? Не, секако дека очекувам, не навлегувавме во тоа да им даваме на учесниците рамка во која што ќе зборат. Дел од нив ќе имаат неутрален став, не очекувам некој да биде против, меѓутоа ние не се плашиме од тоа да слушнеме и спротивно мислење зашто не треба да се случи легализација на канабис или воздржани. Меѓутоа, кога правевме оваа научна дебата, одевме во таа насока да се подигне свеста кај јавноста за потребата од легализација на канабис, на генерална декриминализација на канабис и во медицински и во рекреативна употреба. Зошто не поканивте доктори, психијатри, например? Канабисот е многу распространет сега, особено меѓу младата популација. Многу мајки би сакале да слушнат како тоа влијае на адолесцентите, например, на дури децата во пубертет. Имаме таква статистика дека и деца од 13, 14 и 15 години го користат. Точно. Декриминализација на канабис е процес кој трае, кој не се случува преку ноќ, особено ако се има предвид дека Балканот, еве и Македонија вклучително, е во голема мера се уште конзервативна средина, па и по ова прашање. Нашето здружение е основано од април 2017 година и ова е прва конвенција од ваков тип и мислам дека и прва од чисто правен карактер по прашање за канабис. Тоа не значи дека и затоа има ваква констелација на учесници. Меѓутоа во иднина, еве би можел и сега да најавам, иако не сме уште прецизирани, дека ќе следува и чисто медицинска научна дебата, каде што ќе бидат поканети и доктори и луѓе од тие области, од засегнатите области. Се залагате за целосна декриминализација на канабисот. Апсолутно. Ова подразбира укинување на кривичните казни. Вака се. Ајде да објасниме тоа. Мала дистинкција треба да се направи, значи да е нешто легално, тоа значи дека можете во било која продавница да го купите, како што ги купувате сите други легални продукти. За легализација на канабис во моментов во Република Македонија не е можна, бидејќи сме потписник на 3 меѓународни конвенции кои налагаат дека треба да биде инкриминирано. Од тие причини дури во оние земји што се со полиберални политики се наоѓа за обиколен пат преку декриминализација, каде што понатаму постојат повеќе модули како тоа да се разработи. Значи е нелегално, но или не се пенализира, или не се смета за кривично дело во рамки на прекршок, или има само задолжителна парична казна. Модулите се разни, меѓутоа не постои кривичен прогон кон уживателот. Говориме за уживатели, тоа мора да се позиционира. Какви се казните сега? Има разлика за уживатели, за препродавачи или па формално во зависност од количината која ќе се најде. Зборуваме сега за канабис. Формално Јас се сеќавам во минатото имаше драконски казни два члена за 1 до 2 грама и така. Така, два члена во кривичниот законник
таргетираат наркотици кои се сместени во главата на кривичните дела против здравјето на луѓето. А член 215 кој таргетира продажба, производство, трговија, држење со интенција на продажба и така натаму, кој носи казна затвор предвидена казна затвор од 3 до 10 години затвор. И член 216 кој е овозможување кој носи, ако на друг му овозможувате да користи наркотици или му овозможувате простории да користи наркотици, ви следува казна затвор од 6 месеци до 5 години. Сега, самото уживање на наркотици не представува кривично дело кај нас, тука е прекршок по член 20 од прекршоците на против јавниот ред и мир, меѓутоа има друг неформален проблем. Нашиот закон во член 215, иако предвидува помало количество на наркотици, самиот закон не детерминира што подразбира под помало количество и тој правен вакуум го користи Републичкото јавно обвинителство во 2009 година да со задолжително упатство ги задолжи сите обвинители во Република Македонија да гонат да го сметаат за помало количество секоја количина на канабис до 5 грама, а секоја количина над 5 грама ви носи автоматски обвинение за држење со интенција за продажба. Сега, тука тоа не само што е незаконски, бидејќи јавниот обвинител има право да им дава упатство на своите обвинители, но кога судовите тоа го превземаат како законска рамка, како основа правен основ за да изречат казна, тука веќе имаме сериозен проблем, бидејќи се задира во една од темелните вредности на предвидени со член 8 на Уставот, тоа е владење на правото, да Републичкото јавно обвинителство си дава право да биде законодавец, а судовите сервилно тоа да го прифаќаат. И затоа имате вие случаеви и во јавноста се познати да луѓе за 6, 7, 8, 10 грама канабис за кои никој не би поверувал дека се дилери. Говориме за случаи кои нема други индиции дека има продажба, значи нема тоа како да се провери дали е дилер или не го. Така. Да, меѓутоа, вие имате состојба да речеме вие сега вас да ве фатат со 6 грама канабис, вие ќе добиете, а сте ги купиле за лична употреба, вие ќе добиете, а нема други докази во смисла никој не посведочил, полицаец не ве фатил при продажба, нема пим мерки и така натаму, по автоматизам ви носи обвинение за држење со интенција за продажба, што е недозволиво. Сега, нешто би сакал да напоменам, да потенцирам. Тоа задолжително упатство, Републичкото јавно обвинителство го е под знак доверливо. И мое длабоко убедување е дека е направено да биде доверливо, само за да јавноста не дознае за тоа. И сега некој правник колега ако го гледа ова, може би ме советувал да не говорам за тоа, бидејќи постои посебно кривично дело оддавање на тајна. Меѓутоа, јас сметам дека со ова штитам јавен интерес, односно го штитам Уставот на Република Македонија и неговите темелни вредности пред се владење на правото. Вие би дозволиле ли ваше дете да конзумира или па да носи кај себе 5, 6 или 7 грама? Моите деца се мали, кои ќе мали се, но ќе пораснат. Моите деца се мали, кои ќе пораснат, ќе размислам за тоа, меѓутоа да, зашто не би дозволил. Генерално да, сами се мали децата, ќе размислам конкретно тогаш. Меѓутоа еве во очи ќе го погледнам и ќе кажам да не би направил никаков проблем на моите деца. Сега е многу тренд млади да се сликаат на социјалните мрежи со џоинтот. Дали тој пркос е казнив со закон? Пркос да го наречам. Ја не би го нарекол пркос. Видете сега, да имам 14, 15, 16 години и можам тоа да го разберам нормално. Сум размислувал да јас така ми било интересно, тоа што го говорите им дава на младите дека пркосаат чувство на бунтовност на спрема. Може би да, меѓутоа возрасни луѓе на веќе моја генерација кои се во своите рани 30 и постари, сметам дека е малку несериозно и сметам дека е контрапродуктивно. Не сметам дека е тоа правиот начин за активизам, помалку и детски, да сега сликам, немам никаква потреба да се сликам, меѓутоа ако сака некој да се слика, немам никаков проблем. Меѓутоа, она што вие го начнавте пркос, доколку е канабисот декриминализиран, сето тоа ќе исчезне. Значи, забрането јаболко синдром, пркос, ќе ве гледате, видите во Холандија, например, меѓу младите, така. Ајде, повелеш. Како легализацијата ќе допринесе да се намали криминалот? Како ќе допринесе да се намали криминалот? Вака са. И недозволената трговија. Говорите за легализација на канабис? На канабиса понатаму и за Вака се морам да ви кажам дека јас лично јас, значи не издруженијето, лично се залагам за целосна декриминализација за лична употреба на сите наркотици. Не говорам на памет, кога говорам дека тоа сигурно ќе доведе до намалување на прецена употреба на така наречени hard drugs, значи говориме преца за хероини,
и кокаин и останати, и тоа не е измислено, туку секаде каде што тоа применето е случајно. Например, Португалија, која е најпознат пример за либерални политики за наркотици, ги декриминализира сите наркотици во 2000-та со почеток на примена од 2001 година по една тешка хероинска епидемија во 90-тите, каде што преваленцата на национално ниво беше 2,2%, што е страшно висок процент за конзументи на хероин. Денеска е 0,1 и денеска ви имате од тоа што се смениле не знам колку извршни власти, неколку и конзервативни, и никој не говори за да се вратат конзервативни политики наспрема наркотици. War on drugs е фейл тотален, бидејќи победија дрогите очигледно, а животи и трилиони долари се изгубија. И кога ќе говориме само за уништени животи, не збориме нели на оние на кои што може и треба да им се уништат животи, кои се дилери, туку говорам на луѓе кои се уживатели на канабис конкретно, кои се стигматизирани како криминалци. Добро, Македонија е една сиромашна држава во која што од една страна имаме армија млади луѓе со една безидејност, не сите се разбира, од друга страна имаме дилери, односно луѓе кои што нашле начин на заработка на ваков начин. Дали Македонија е подготвена, дали е момент за вакво нешто? Говориме за легализација. Дали е момент, прво не гледам како земја во транзиција, сиромашна земја во која што не гледам како го поврзувате тоа што младите беше фатена цела лабораторија во Тетово, во Батинци. Тоа е за екстази, значи не беше тоа со канабис, тоа беше со екстази да бидеме фер. Точно. Вака са, не знам како поврзувате тоа што младината е безидејна и има дилери со тоа што дали е сега па затоа што дилерите наоѓаат погодна почва кај млади, доста млади без работа, без идејност. Да, ама ако се легализира канабисот, дилерите ќе исчезнат, барем дилерите на канабис ќе исчезнат. И ако државата ја превземе улогата на надзор, тогаш дилерите ќе останат без работа. Така да не ја гледам по вашата поврзаност на вашето прашање во оние сегменти што ги наведовте. Дали е тенка линијата меѓу канабисот и другите опојни дроги? Не, вака сега ќе ви кажам, со почит кон вас, меѓутоа мислам дека сте под влијание. Конзервативна. Нема проблем, и конзервативни ставови сум спремен да ги дебатирам. Не ги искажувам моите ставови, но морам да прашам. Апсолутно, не, апсолутно. Не ви замерувам. Нема што да ми замерувате затоа што имаме. Но сметам дека вашето размислување е под многу млади луѓе кои што веќе се лекуваат или станале зависни, почнале од марихуана, завршиле со нешто друго. Вака са. Gateway drug е мит, дека канабисот е gateway drug и тоа пред се сметам дека вие и многумина кои размислуваат така не дека не размислуваат сите вака, точно, значи. Но сметам дека тоа резултат на една повеќе децениска брутална, жестока и лажна пропаганда против канабисот. Пред се една од главните, нели, овакво поенти е дека канабисот е gateway drug. Тоа прво воопшто не е точно, јас познавам илјадници луѓе кои со децении конзумираат канабис и не пробале никаков друг наркотик. Меѓутоа има еден феномен. Видете вака са. Дилерите на наркотици кои поседуваат најразлична палета на наркотици, ви продаваат, да речеме, јас сум дилер, вие доаѓате кај мене, ја ви продавам канабис. Канабисот не е лукративен како другите наркотици. Значи прво е тешко да се му треба време да расте, треба да се одгледува, а профитот кој го носи е на маргините, значи не е како другите потешки наркотици кои носат. И нормално дека дилерот кој има цела палета на наркотици пред него, му е во корист да ви нуди и кокаин, и екстази, и други наркотици, и тука настанува тој феномен на gateway drug. Иначе канабисот, дека вие ќе конзумирате канабис и тоа само по себе ќе ви создаде некој порив да вие користите контактот со продавачот, со препродавачот, друштвото. И токму со легализација или декриминализација на канабис или еве да одиме чекор понатака на другите наркотици ќе доведе на тоа да тие луѓе останат без работа и да државата ќе си стави своја рака на контрола и преку оддано чување, но и преку контрола на квалитет и така натаму, контрола да не се продаваат малолетници и така натаму и така натаму. Што правиме со амфетамините, екстазите, пазарот, црниот пазар е полн со тие работи, Бугарија ги произведува, лесно доаѓаат во Македонија. Треба да се размислува и за ова или? Да, треба да се размислува. Видете дека се сите земји, а во Европска унија веќе има 3
и во светот има повеќе во неколку сојузни држави во Соединените американски држави кои имаат либерални политики за наркотици. Но да не заборавиме има и конзервативни политики. Кина, Сингапур, дури смртни казни. А видете сега, кога говориме за политики, треба да направиме баланс меѓу резултатите кои ги очекуваме и веројатно основни човекови права. Ако сметаме дека Кина е ја не сметам дека Кина е соодветен пример по ова прашање. Ја само ја спомнав дека постои во светот. А немој да мислите дека канабис не постои во Кина или дека не се, значи тоа што вие ќе земете канабисот да го инкриминирате, воопшто не значи дека нема постои. Подостапни се наркотиците од било кога. Границата е на 12 години на прв контакт со наркотици, а ние имаме веќе да го тргнеме стариот комунистички систем 26 години погрешни политики кои не даваат со резултати. Добро, канабисот е една споредба да направам мастика за жвакање во однос на амфетамините и екстазите или не знам какви се нови дроги. Мене ако ме прашате, канабисот прво треба да се тргне од кривични дела против здравјето на луѓето, не сметам дека е воопшто штетен и не би го ставил воопшто во искошно размислување со амфетамини и други наркотици со тоа. Што со овие наркотични средства? Не знам, како мислите што, не гледам на што ви води прашањето. Значи, прашањето води кон тоа, дали тука размислувате понатаму за, веројатно се прашувате, легализација... Нашето здружение е здружение за канабис и зелени политики. Ама имате свој став? Јас лично секако дека имам свој став, јас магистрирав на тој свој став дека декриминализацијата е начин на сузбивање на трговија со наркотици. И секаде каде што тоа се применило е покажано дека наркотици како кокаин, како хероин, како амфетамин, на кои инсистирате дека опаѓа употребата на тешки наркотици, доаѓа до одреден степен на повисока употреба на канабис, но меѓутоа тоа е во еден првичен период на така наречена еуфорија. Видете, вашата скепса и можеби резерва не се без основ. Постојат и лоши примери на либерални политики. Пластиц парк во Швајцарија, например, во Цирих, е крајно негативен пример како не треба да се оди со политики на наркотици. Ние сме пример на држава која што не можеме да се справиме, значи со луѓе кои што сакаат да се лекуваат. Точно. Тешко се справуваме со овие работи, затоа и прашав. Затоа и прашањето е скептично. Како ќе се справиме со таков наплив, ако сакаме легализација? Не гледам, дали сме подготвени како држава воопшто за такво така нешто? Така го гледате, не треба ништо да направиме бидејќи ќе испадне дека за ништо не сме спремни. Видете са, прво не сметам дека ќе има наплив. И тоа е еден мит кој оние што се противници на, не велам дека вие сте, но оние што се противници на легализација на канабис најчесто го користат. Тоа е дека ако се дозволи декриминализација на канабис, дека тоа ќе значи препланени улици со канабис, дека се, значи прво ќе дое на среден рок, барем на среден рок ќе има намалена употреба на канабис и тоа е речиси сега да се случува на Холандија, но таму е малку поинаков систем. Кој не е нужно дека е позитивен и за таму имам резерва, меѓутоа сега дека што е тоа дозволено е во рамки на контрола и се намалува употребата, особено кај помладите, например, ќе ви биде интересно да ви кажам дека во Велика Британија, например, оние што се во средовечни години конзумираат повеќе канабис од оние што се во да речеме тинејџерските години. Добро, малку повеќе знаеме од периодот. Сум била млада, можеби 70-тите, но мала. Но тоа беше период на една експанзија на тие работи. Во 90-тите? Не, 60-тите и 70-тите на тешки дроги. Не можам да посведочам за тој период. Минатата година беше легализирано маслото од канабис. Минатата се мислам во моментот. Март 2016. Да, 2016. Да, на ВМРО тоа што му требаа гласови. Претходната власт регистрираше неколку фирми, но и сегашната власт на една од првите седници исто така поминаа 2 или 3 фирми за ми се чини дека се 2 фирми за производство на канабис. Дали оваа држава се грижи толку за здравјето на своите граѓани или во ова виде еден носен бизнис? Многу е симптоматичен прво периодот кога дојде ова законско решение, се најави пред нова година 2000 и пред новата 2015. Затоа што знаеме дека ВМРО имаше многу конзервативна политика по однос на ова прашање. И одеднаш нормално. Јас секогаш говорам дека за ова прашање нормално дека е клучна политичката волја.
дека политичките партии нажалост се сведува на проста математика, колку можеме да добиеме, колку можеме да изгубиме ако ја поддржиме оваа политика. Симптоматичен е периодот кога дојде не дека не е позитивно, меѓутоа симптоматичен е периодот пред новата 2015 година, а се отиде со законското решение да се применува од март 2015 година, кога минатата извршна власт, сам нормално тоа е мое убедување, беше очајно траеше по гласови, па дури искршна од своите као конзервативни политики и да отидат со ова прашање. Првичниот предлог закон што излезе беше катастрофално лош, бидејќи даваше горен лимит на присуство на ТХЦ од мислам дека беше само 2%, па со реакција на невладиниот сектор, дел од јавноста се тргна тој лимит. Добро е што има закон, но тој закон мора да се доработи. Ние бидејќи првичниот предлог закон мене ми мирисаше на тоа вие кога например јавните претпријатија сакаат да наместат тендер, па ги дигаат условите па се има 100 фирми кои ќе се јават, па ние ги дигнеме условите така високо да 2-3 само фирми ги исполнуваат. Например и сегашното законско решение многу бара 24 часа физичко обезбедување, бара соодветен простор со ограден целосно со ограда по 4 метра висока со бринов елемент, бара видеонадзор, бара вработување на лица кои нема да дојдат да работат за 200 евра, значи говориме за фармацевт специјалист со 3-годишно искуство, агроном од одсек полјоделство со минимум 3-годишно искуство и сето тоа повлекува трошоци. Идеално законско решение по мене и по моите соосновачи, односно соборци од здруженијето, би било да може секој оној кој има медицинска потреба да може сам да се отгледува 4 до 6 растенија, да може сам или со помош на државата да си го прави маслото. Никој сам за себе нема да си направи лош продукт, тоа бидете убедени, а и на интернет, потоа може и државата да точно. Во тоа може и агенцијата за лекови да учествува. Значи вие можете има разни модули по кои може да се. Меѓутоа тоа е за мене идеално решение, а најидеално решение би било канабисот да се декриминализира за рекреативна употреба и парите кои ќе се доначуваат да се користат за да се направи достапно на некои бија болни for free или субвенционирано независно. А фирмите кои што се наоѓаат тука само го произведуваат, претпоставувам, само го одгледуваат, а и не го прават масло. Го прават. Значи, одгледан канабис кај нас мора да се направи тука, да се екстрактира тука во Република Македонија. Има повеќе фирми. Не сите. Може да го носат, меѓутоа има веќе 3 фирми кои прават улје кои се продава на нашиот пазар. Нели е тоа многу за овој пазар? Или се работи за извоз? Не, имаат извоз, прават извоз. Законот дозволува да се извезува. Прават извоз. Зборуваме за, видете, корпоративниот интерес никогаш не работи на една страна. Корпоративниот интерес е една од главните причини зашто канабисот од 1937 до сега е стигматизиран и легален, а иако претходно веќе 80, 90, 100 години се употребувал во повеќе од 100 лекови. Така да корпоративниот интерес и онавие што го посочувате се разбира дека се согласувам дека има огромно влијание. Па може и пречка, може како пречка да се прецепира во зависност. Добро. Значи, сме во тренд, знаеме да намирисаме каде има добар бизнис. Тоа од секогаш сме знаеле да намирисаме каде има добар бизнис. Добро. Трибината е значи во вторник. На 12 со почеток во 12 часот во салата за научно-наставнички совет при правниот факултет Јустинијан I. Сакавме да биде така символично на правниот факултет. Се надевам ќе има добри мислења, добри ставови од сите аспекти. Ние ќе се обидеме да не разочараме. Млади луѓе, како што сте вие. Ние ќе се обидеме да не разочараме, поканувам вас и сите заинтересирани да присуствуваат. Благодарам и благодарам на разговор. Хvala.